Добре дојдовте во процес. Армија млади луѓе ја напуштија државата во потрага по работа во странство. Според неофицијалните податоци, земјата ја напуштиле околу 600.000 луѓе, а единствените официјални податоци од 2010 година од Светска банка се дека 447.000 македонски граѓани се иселени од државата. Тоа е дури 22% од вкупното население на Македонија, со што земјата е рангирана на 23-тото место од вкупно 25 земји во светот, од кои најмногу се иселуваат. Македонија е во друштво на Западниот брег и Газа, од каде што има и најмногу емигранти. Сепак има и млади луѓе кои што се школувале во странство и се вратиле во државата за да допринесат со своето знаење. Еден од нив е Ристе Самарџиев од Градско. Добре дојде. Добре дојде и добро ве најдов. Ви благодарам на вашето гостопримство во вашата телевизија и на ценета и почитувана во општина Градско и околината, која што редовно ја пратиме и која што секој пат ни носи ексклузивитет од информации. Благодарам. Ристе, ти си дипломиран полициски офицер, можам со ти да ти се обраќам, бидејќи си доста помлад од мене. Имаш завршено на Високото државно училиште во Париз, откако претходно помина 2 години во тогашната полициска академија, сега факултетот за безбедност, замина во странство како стипендист на француската влада. Точно. Кога беше тоа? Тоа беше далечната 2008. Тоа беше далечната... Не баш така далечна. Да, не баш така далечна. Далечната 2008 по еден интернет конкурс од страна на француската амбасада во со седиште во Скопје, кој што беше реализиран за студентите на Полициската академија, каде што го започнав моето високо образование во далечната 2005-та. Ете, успеав во конкурс на неколку стотина франкофонски земји да влезам во оној потесен круг на кандидати на кој што му се овозможи реално да го продолжат нивното образование на Високото државно училиште за полициски офицери во Кане Клуз во околината на Париз. И таму се најде во друштво со студенти од... Таму се најде во друштво со студенти од, речиси, целиот свет. Особено од Афричкиот континент, каде што се игрот од франкофонските земји, значи се најде во друштво на некои си 15-тина колеги, од кои што половината, како што и напомена, веќе беа од Афричкиот континент, меѓутоа дели од европските земји, конкретно од Балканот, како што е наша соседна Бугарија, една стара франкофонска земја, каде што има двајца колеги. Една Романија, која што исто така франкофонска земја, која што котира релативно добро кај французите. И првично, односно за прв пат, и од нашата држава како представник и јас ја понесов таа чест. Така да, за прв пат, уствари, во животот имав прилика да го живеам животот на еден вистински полициски офицер, она што реално го немав како можност овде, поминувајќи низ образовниот процес на Полициската академија, која што во тој момент беше единствено сведена на продукција, на хиперпродукција на кадар од областа на безбедноста кој што е пустен низ вода на пазарот на трудот. Може ли да направиме некоја споредба на кое ниво е таа висока школа? Со образованието со кое што се стекна по ранг? Да, ве разбирам. Видете, господине Менче, тешко да се направи споредба на вакви две исклучиво различни, сосема диаметрално спротивни институции, особено во поглед што ние како држава, Република Македонија, се уште немаме загарантирана работа, загарантирано работно место во структурите на МВР и нашата држава се уште не продуцира кадри исклучиво за Министерството за внатрешни работи, туку нашите дипломирани криминалисти, оној што испаѓаат како готов профил и готов производ од Полициска академија, едноставно се пуштени на пазарот на трудот, секој да се снаоѓа она како што знае и уме. Што назалост не е случај со останатите соседни балкански земји, па дури и афрички. Значи, ние сме единствената држава во Европа чија што Полициска академија не продуцира исклучиво кадри и нашето министерство се уште нема земено под закрила Полициската академија, оствари тогашна Полициска академија, сегашен факултет за безбедност, она што е случај пример во европските земји, па дури и во афричките, ви кажам. Се врати и после дипломирањето, да, но не успеа да го оствариш својот сон во Македонија. Зошто? Што се случи?
Прво ја нострифицираше дипломата, така? Да, значи враќањето, моето образование го започнав во 2008-та, на 6 јануари. Се вратив во 2009-та по 18-месечна обука, помината во Високото државно училиште за полициски офицери во Канекус, со наизменично правење на пракса во различните сектори и оддели на француското Министерство за внатрешни работи. Значи, праксата ја правев генерално во Париз, во различните полициски комисаријати и во дел од безбедносните служби на француското министерство. Што се случи? Се случи тоа што се случува со веќе речиси 400-500 дипломирани криминалисти од факултетот за безбедност кои што го бараат нивното чари и спас пакувајќи ги куферите и заминувајќи во странство. Од она што до сега го имам како податок во интерна комуникација со колегите од мојата генерација, од понижите и повисоките генерации, е тоа дека единствено 15 на души се вработени во Министерството за внатрешни работи, а проблемот се состои во тоа што Министерството за внатрешни работи се уште од ден денес не дава приоритет исклучив и ексклузивен за студентите на факултетот за безбедност. А тоа пак од друга страна, во иднина према нас сите и према оваа држава и према безбедноста на нашето општество може да создаде социјални и општествено негативни импликации, затоа што ако знаете дека вработувањето во МВР се вршат исклучиво во партиски клуч во последниве неколку години, тогаш ќе знаете дека може да ви стане јасно ствари дека безбедниот систем на Македонија е подриен, безбедниот систем на Македонија е разрушен. Во Министерството за внатрешни работи се вработуваат кадри од сите факултети, меѓутоа само не од факултетот за безбедност. Замислете, јас познавам командир кој што има завршено пчеларски факултет, работи во МВР. Замислете стратегијата кога оваа диплома од Франција не вреди ништо и оваа диплома единствено ви служи да вие бидете работник за обезбедување во приватна агенција. Сега работиш во приватна агенција за обезбедување во фабриката Дрекслер Мајер. Да, во една од... Во Кавадарци. Да, во една од... Во меѓувреме магистрираше. Во меѓувреме магистрирав. Како сето тоа се вклопи во целиот тој мозаик, во таа цела една замисла како ќе изгледа твојот иден живот и твоето идно работно место? Видете, јас се сум најде ли себе си таму? Ја, тешко дека човек може да се најде во една агенција за обезбедување, особено работи како работник за обезбедување. Меѓутоа, знаете, нешто мора да се живее. Она што го говорам на моите колеги и она кое што е усвари моја максима животна, кое што ја должам кон ова парче земја во кое што сум се родил, живеам и планирам да живеам е дека и понатаму ќе продолжам да опстојам на отпорот, дека и понатаму без разлика на се ќе го чекам денот кога ќе дојде нашата светла иднина на сите мои колеги со завршено вакво образование, затоа што пак знаете, господине Менче, откажувањето од вашата максима животна е откажување од вашите родители, откажување од вашата татковина, откажување од самиот себе си. Така да, ако јас решам со моето образование и со моето познавање на едни 5 белосветски јазици да заминам и да ги спакувам коферите утре да одам во странство е многу лесно. Меѓутоа, на тој начин јас оставам простор на оние дилетанти, оние криминалци и понатаму да ја узурпираат ова парче, да го узурпираат ова парче земја, да го злоупотребуваат до крај и на крај да растурат оваа држава која што толку многу ја сака. Скокнавме еден период, значи од кога се врати, имаше обиди за да се вработиш. Имаше ли некакви блиски контакти со, да кажеме, со министерката за внатрешни работи? Конкурираше ли некаде? Токму така, да, во неколку наврати се обидов да го образложам мојот проблем. Значи, првично, како што е нормално, поднесов барање до Министерството за внатрешни работи, конкретно за прием до тогашната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска. Писменото барање беше на 2 пати архивирано во Министерството за внатрешни работи, на кој што не најдов на позитивен одговор, ниту пак на прием кај министерката за внатрешни работи. Единствено заради тоа што бев стипендист на француската влада, тогашното полициско аташе на Република Франција со седиште во Скопје, господинот Андре Грас, мој долгогодишен пријател и учител, би рекол, животен, се обиде во една интерна прилика и комуникација и разговор со министерката Гордана Јанкуловска да и напомене да, еве, вие имате готов производ во олицетворение на господинот Рисе Самарџиев, кој што се уште чека на портите на Министерството за внатрешни работи, на кое што како одговор
добил од тогашната министерка Гордана Јанкуловска дека Министерството за внатрешни работи е преблокирано и има вишок од кадри од областта на безбедноста, така да господинот Самарџиев ете за тоа што е ваш добар квалитетен кадар, пазете ваш не наш, ќе го ставиме на некоја си приоритетна листа на чекање, така да господин Менче, јас сум ставен на приоритетната листа на чекање веќе добри 6-7 години. И се уште чекаш? И се уште чекам. Имаше ли некакви други понуди од можеби од други земји, мислам готов кадар, секој би посакал ваков кадар? Еве да речеме дека кратко и јасно ќе ви одговорам, да, од една соседна земја од Блискиот Исток. Меѓутоа одби? Ја одбив 2012 септември месец. Спомна дека кадрите во МВР се бираат стрикно по партиска линија. Има ли твои колеги кои што чекаат работа? Се сеќавам дека имаше еден протест во 2012 пред Толку владата. така. Што се случи после тој протест? Се вработија ли Значи, колегите или како што е нормално во демократскиот свет се собравме колегите уште на факултет и формиравме едно здружение на дипломирани криминалисти преку кој што се надевавме искрено дека ќе реализираме нашата цел. Односно да издействуваме подпишување на договор за вработување со Министерството за внатрешни работи и решавање трајно на проблемот со дипломираните криминалисти, не само за сегашните, туку и за секои идни генерации. Морам да ви напоменам дека од вкупниот професорски кадар кој што беше тогаш на Полициската академија, исклучиво професорката Фросина Ременски беше таа на која што одговори позитивно на нашата барање и која што застана во првите редови на тој протест пред владата на Република Македонија, кој што заврши неславно со прием во владата на Република Македонија, меѓутоа барањето за разговор и дискусија со премиерот Никола Груевски не се оствари. Така да, оно што ни беше одговорено во тој момент беше дека ќе ви одговориме писмено на вашите барања. Нажалост, не успеавме да извојуваме каузата. Као што ви кажав, вината ја наоѓам кај огромен број на колеги кои што потпадна под влијание на партиските штовми на ВМРО ДПМН, каде што секој започна индивидуално да си го решава своето прашање по единствено врз превозот на партискиот клуч. И така се разби тоа единство. Така се разби тоа единство. Јас се надевам дека во иднина ние повторно ќе се собереме и сегашните студенти кои што ги чека воедно истата судбина, а се надевам дека нема да ги чека. Али во догледни иднина не гледам дека би имало некоја подруга перспектива како за нас така и за нив, така да ги повикуваме јавно сите на првиот протест пред влада и заедно да се избориме за нашите прави, она што реално не следува, не само заради нас, туку и за оваа парче држава за кое што ние сме се борели и кое што не одгледало. Додека работиш во Агенција за обезбедување, твоите колеги од факултетот во Франција, од високото школа, нели, напредуваат во своите кариери. Имаш ли некакви контакти со нив? Каква е ситуацијата со нив? Контактите со моите колеги кои што беа, како што ви напоменав, ги одржувам се уште, да. Впрочем, дел од моите колеги веќе имаат се високо позиционирани стрикно во нивните матични земји или на меѓународен план. Еве за пример ќе направиме една компарација со соседна Бугарија, од која што имав двајца колеги. Едниот мој колега е моментално полицијско аташе на Република Бугарија со седиште во Париз, додека другиот колега, усари колешка, мој е моментално началник на Кюстендилскиот сектор. Така да бидам јас сутре началник или евентуално полицијско аташе на Република Македонија во Париз, ова власт би можел да сонува. Како реагираат кога ќе те прашаат што работиш? Им кажуваш ли што работиш? Да, знаат сите дека се уште функционирам во приватниот сектор за плата од 200 евра, меѓутоа материјалното се уште не е толку битно. Битно е мојата позиционираност во безбедносниот систем. Кога ваш високо образован кадар, особено во Париз, кој што един и единствено од оваа држава ви работи како работник за обезбедување, тогаш ви станува јасно дека од оваа држава и од безбедносните институции нема ништо. Целиот овој период не подклекна, имаше притисоци притисоци имало партиски и ке има. Значи првиот притисок беше сега веќе пред добри 2-3 години, 2013-та, еве јавно јас не крием, председател сум на општинската на Социјалдемократскиот сојуз моментално пред една година.
Во 2013 исто така бев активист на Социјалдемократскиот сојуз, што е нормално. Кога бараше работа не беше. Кога барав работа 2009-2010, токму така секој има право која партија сака. 2009 не бев ниту партиски член, ниту партиски активист на било која политичка опција определува во Република Македонија. Така да, како и секој нормален човек, решив да позицијски да се настроам и да се борам против ова зло кој што и се заканува на оваа држава. 2013 за време на локалните избори имав првата понуда, нечесна понуда да добием одредена сума на пари, да правам одредена советничка група со која што би ја разбил опозицијата, евентуално вработување во приватниот сектор кој што подоцна би се реализирало во државна администрација по изборите, односно по добивањето на бараниот резултат од страна на владеачката партија ВМРО ДПМН и така натаму, кој што го одбив, како што сум одбил и понуди од странски разузнавачки служби впрочем. Останува нешто да им порачаш на младите, на твоите колеги, на владата, останува да се надеваш дека ќе си дојдат работите на свое место? Да, имам... Помислуваш ли да се вратиш назад, да одиш некаде во странство? Како и секој млад човек, односно 95% од популацијата во Македонија на млади размислува и секој дневно на Facebook испаѓаат пораки кај што гледам студенти, кај што гледам мои колеги, кои што ми го кинат срцето кога ги видам со коферите на моите другари кои што ми се заминати од странство и кои што сум потполно оставен сам, значи единствениот, односно би се нострифицирал самиот себе си како последниот мохиканец. Замислете од друштво на 5 најдобри другари да останете сам. Затоа што твоите другари отишле да бараат својата судбина, да го бараат својот живот и парче среќа во некоја друга земја. Јас им порачувам на сите млади да бидат достојни, да бидат честни на нивната кауза и искрено да веруваат во себе дека доаѓа посветна иднина за ова парче земја. Промените не се далеко, промените се блиску, промените ќе дојдат, зашто ништо не е вечно. Се раѓа, расте и умира. Така ќе умре и оваа узурпаторска власт, така ќе умре и овој недемократски систем, така ќе дојдат и подобри времиња за нас, дипломираните криминалисти, и на тој начин ние ќе реализираме нашата кауза. Бидете спокојни, ќе дојдат добри времиња напред. Ти благодарам на разговорот. Ти благодарам и вас.